Да, почнуваме со дебатниот дел, како што најавивме, тука е господинот Милан Стефановски, политички аналитичар. Стефановски, добро дојдовте во студио 10. Добро ве најдов повторно и добри теми сега имаме за Да, анализа. политичката ситуација постизборна веќе се исцртува, имаме веќе и дури контури на новата влада, дел од медиумите, меѓу кои Телевизија 24 објави доста неофицијални информации и за министерски места и се. Имаме сега и рокови, некаде на почетокот на јуни би требало да се состави новата влада. Го добивме веќе и собранието, па еве како една генерална оценка, да почнеме од собранието. Ваша оценка за тоа каков пратенички состав имаме, како ќе делува тоа, каква опозиција ќе имаме во собранието, која е сликата што ја гледате? Да. Генерално во овие 30 години се покажа дека собранието е една клучна институција кога треба да се спроведат реформи. Бидејќи владата во својата законска рамка за да спроведе одредена реформа треба да има добар закон, но законот треба помене и собрание. Генерално на јавноста тоа е јасно, но за да собранието функционира треба да имате стабилно мнозинство, да не кубурите со кворум и да имате агенда која собранието, односно и владата, ќе бидат на исто ниво во однос на динамиката. Во таа смисла се очекува овој собраниски состав да испорача динамични реформи, бидејќи го има потребното мнозинство. И во вториот дел мнозинството за реструктурирање на институциите, односно министерствата, кои се времето покаже дека едноставно се поклупуваат многу ингеренции, има министерства кои се неефикасни, има министерства кои кубура со кадар, има министерства кои имат вишок на кадар. Од делот на таа трансформација треба да донесат по-добри или по-експлицитно суштински реформи кои собранието низ филтер ги носи, низ една законска процедура. И да повторам, потребно е солидно мнозинство. Ова влада, односно овој собраниски состав сега го има тоа, нема аргументи дека не може да спроведе одредена агенда која е зацртана во нивните политички програми. Да, имаат и повеќе од потребно мнозинство, председател на ВМРО да помене и еден мандатар за новата влада, Христијан Мицкоски, рече дека тие имаат 61, 62, 63 пратеници, веќе се зборува обезбедено. Се уште не знаеме кои се тие. Можеме ли да предпоставиме од каде би дошле? Особено што вчера господинот Изет Меджите во едно телевизиско гостување рече дека тоа се пратеници од Европскиот фронт, од ДУИ. Рече 3/4 пратеници ќе преминат. Со една нога се вели во мнозинството. Вие каде гледате, од каде ви се обезбедиле тие дополнителни пратеници? Да, дури да не ги обезбедат, мнозинството што го имаат ВМРО, ДПМН или коалицијата Вреди и коалицијата Знаме, сосема доволно да го поентираме ова во делот на ефикасноста на собранието и стабилноста на собранието како институција, како алатка за брзи реформи. 58 и 14, 72 и 6 знам 76, така? Да. 78 се извинувам. 78 пратеници, многу близко до двотретинско. Суштинските реформи, трансформацијата на министерствата и веројатно компромисот што еден ден ќе треба да се направи со уставните измени, бараат 80 пратеници. И тоа е легитимно да вие имате двотретинско мнозинство. Како политичка партија, веќе се покаже дека политичката култура во Македонија не е на ниво каде што вие можете да владеете според законот со 61 пратеник. И според внатрешната структура на меѓуетнички компоненти. Го имате Бадентер. Бадентерот е тука, да обезбеден и без пратеници до ДУИ, но Европскиот фронт, предводен од ДУИ, е композиција од повеќе политички партии, представени преку повеќе етнички заедници. Таму имате партија која е од турската заедница, имате партија која е од ромската заедница и предпоставам дека господинот Меджити ја анализира состојбата дека они како помали етнички заедници, за да ја артикулираат власта и интересот на помалата етничка заедница, те треба да го практицираат преку власта, односно преку влегување на извршната власт или законодавната власт,
и не би неговиот втор дел беше дека они не би можеле да издржат 4 години во опозиција, за разлика од Дуи, што веројатно добро ќе му да биде 4 години во опозиција, и веројатно се мисли на тие делови од пратеници кои се во коалиција со Европскиот фронт. Таму и Менdik Tači на ДПА, ќе видиме, ќе биде интересно. Предпоставам мисли на тие политички партии кои се дел од Европскиот фронт. Ако ги одвоите тие политички партии кои не се етнички албански партии, гласовите на Дуи и гласовите на Вреди се тука некаде и во благоводство на Влен. Али Ахмети пак одржа на пресконференција според која Дуи не се помирува со тоа што не е дел од владината коалиција. Повторно го спомнуваат рамковниот договор, повторно го спомнуваат принципот победник со победник, и сега се употребува и една друга фраза, веле дека тие се против мајоризација на албанското население, веле дека ќе се борат против тоа и дека во наредните денови ќе представат како ќе се борат. Што мислите дека може да се очекува од ова политичко делување на Дуи? Ако во својот презнак имате Европски фронт, вие европски треба да се однесувате во најмала рака. Европски за да се однесувате, тоа значи дека треба да ги согледате фактите и да не се криете зад некои политички памфлети. Се очекува од Дуи во овие 20 години партиципација во власта да има една своевидна политичка култура, да не користи аргументи кои немаат никаква суштина и не држат вода во однос на раковниот договор. Во раковниот договор никаде не пишува дека треба да има влада каде што треба да е победник со победник. Тоа е Мајскиот договор кој Дуи го наруши во 2016 година и направи коалиција со, условно кажано, победникот во македонскиот политички кампус, а во македонскиот изборен законник има еден победник. Ние не сме били национална држава, сме унитарна држава, што има еден победник. Го наруши принципот. Важни се принципите у практицирање на политиката. Охридскиот рамковен договор со ништо не е нарушен, напротив, можеби беше ставен на тези 2016 година, што види во демократска атмосфера, демократијата одбрала победник еден и вие да го заобиколите. Колку да бе меѓународниот фактор тука присутен, принципот е нарушен и има една многу клучна улога тоа што Дуи нема кредибилитет да разговара за политичка стабилност или мајоризација, бидејќи ги наруши сите можни принципи во едно политичко владење. Се покаже тоа со СДСМ и со бојкотот на денот на изборите. Не можете да бидете сигурни со Дуи. Дуи не е доверлив политички партнер, тоа го покажа 2016 со ВМРО, бидејќи не го почитуваше принципот на победник со победник. Увидовме дека практично го изеде СДСМ во последниве 3-4 години со форсирање на своји етнополитики и го бојкотираше соседниот коалиционен партнер кој го поддржа во претходниот изборен мандат Стево Пандаровски, блокирајќи го следниот потенцијален победник Гордана Силјановска како можен коалиционен партнер. Тоа што Дуи нема коалицион капацитет си е виновен сам на себе, бидејќи направи политички потези кои говори дека они не имаат реалноста во предвид за резултатот, затоа што предолго се на власт. Нема допир до реалноста и до тоа колку луѓето низ призма на нивниот политички маркетинг ги гледаат како еден формален збор дуизација на општеството и тоа го имате во сите политички партии. Вие ако седнете да преговарате со Дуи, може ќе ги изгубите коалиционите капацитет на ЗНАМ, на Вреди, на други политички структури во државата кои во моментов не сакаат да смислат да комуницираат, а камоли да коалицираат со Дуи. Да, интересно е што го видовме во собранието на првата седница и при изборот на новиот председател на собранието Афрем Гаши. Оно што беше интересно дека во собранието опозиција, како опозиција делува само пратениците на левица. Тие ги држаа жестоките дискусии, жестоките дебати со ВМРО, ДПМН, додека пратениците на Дуи напуштија, додека СДСМ не проговори ни збор. Мислите ли дека тоа ќе биде такво ќе биде новото собрание, дека левица ќе го превземе приматот на опозиција или СДСМ сега на некој начин тактизира додека самите не се реструктурираат внатре?
Апсолутно да. Видите, од првата седница, нели има една наговорна поговорка, прва ластовичка не носи пролет. Начинот на комуникација на левица и во јавноста и во собранието е познат. Тоа е фолклор кој јас избегнувам да го анализирам како политичка структура, бидејќи тие се надвор од реалната реал политика. Но да, они го искористија моментот каде што на конститутивна седница генерално се испраќа политичката култура можеби на повисоко ниво, да се испрати начин до јавноста на едно политичко обединување, не се користи за мегдан на напад на политичкиот противник и левицата умешно во својата маркетичка природа го користи, но мене ми изненади молкот на СДСМ, бидејќи вие во судот ако сте виновен може се браните со молк. Ова не беше судница. Во најмала рака требаше СДСМ да излезе да се извини на граѓаните, односно на своите гласачи за изборниот резултат, да честите на победникот, но и да прати пораки каде што можеби ќе се видат контурите на СДСМ дека сакаат да не се променат. А тоа е дека нема да бойкотираат, ќе се сменат политичка култура на дејствување, дека ќе поддржат се што е европски, се што е добро, се што е реформски. Може би да направија потокетен бесплатни совети им дадеме да си ги вратат мандатите, да додат некои други колеги нивни наследници на листа, бидејќи вие ако сте директор на УЈАП или премиер и како пратеник не се дали придонес тогаш во извршна власт, што ќе даете во законодавната власт. Тоа е многу исто важно така да имате легитимитет во собранието да зборувате, да бидат меѓу народот, да се реформираат за тоа што за една година ќе има локални избори. Мене ме запрепасти молкот, бидејќи вие навистина имате што да кажете на конститутивна седница, таму има гости и од меѓународниот фактор и од дипломатите, но и јавноста е сензибилизирана на таа седница и многу важно беше да се направи можеби политички чекор во светло на идното реформирање, да се искористи таа седница. Не е добро за опозиција, односно за втора политичка партија како што СДСМ, на една важна седница да има молк. Ако нема критика, нека има барем само критика или нека има барем некои пофални зборови за тоа што граѓаните во масовна излезеност даде поддршка на политиките на ВМРО-ДПМН. Да, но сега со изборот на Афрем Гаши за председател на собранието, критиките на левица ги слушнавме, но тука има еден друг момент кој е по-суштински, барем според мене. Ако 2017 година немирите во собранието почнаа со изборот на Тала Џафери за председател на собранието. Знаеме тогаш како беше, сега да не се навраќаме премногу. За волја на вистината никогаш не кажала ВМРО-ДПМН дека имаат против што е тој албанец па станува председател, туку за тиранската платформа што се наметнува така натаму. Начинот на изборот на председател беше избор на председател, но и тиранската платформа беше во фокус. Да. Но сега имаме исто така едно политичко мешање од страна на Албин Курти, кој отворено ја поддржа коалицијата Влен, дојде во Македонија, па сега нема кој тоа да го артикулира освен левица. Да. И имаме избор на Афрем Гаши за председател на собранието, значи имаме едно слично дејство, ајде да речеме, но сега ВМРО-ДПМН тоа го прифати прилично мирно во коалицијски договор со партнерот. Имаме ли тука едно политичко лицемерие? Секогаш има политичко лицемерие и хипокризија, тоа е евидентно кај нас како политичка култура на дејствување, но ако ние ги напуштиме тие вредности и да се дојдеме на нивото да го анализираме, е тоа што има потреба кампусот на Влен, односно Вреди, да демонстрира етно албанска политичка моќ, затоа што се обвинети од другата страна дека они имаат монопол на гласачите албанци. Тоа беше политички маркетинг. Афрем Гаши перфектно добро збори македонски. Тоа беше можеби пораката повеќе до ДУИ. ВМРО-ДПМН мудро премолча од единствен аспект, бидејќи законот за дважество е донесен од СДСМ и ДУИ. Колку да беше лош, колку да е недоречет, тоа е последица на претходната влада. И таму експлицитно нема каде може и каде не може да се зборува на албански јазик. И паметам дека еден куп пријави имаше за користењето на албанскиот јазик, на некористењето на македонскиот јазик, односно затоа што видите, не е страшно што Афрем Гаши се обратил за клетва на албански, знаеме дека ние зборуваме македонски јазик.
страшно е да вие поставите во ваше време директорот на медицинска установа како токсикологија и да не знаете дека она не збори македонски или одбива да збори македонски јазик. Значи многу е важен кредибилитетот што го имате за да ја критикувате. Во ваше време, ако донесен јазикот, а експертите кажуваат дека има негови недорачности, вие не можете да го критикувате користењето сега на албанскиот јазик во собранието, за да го нападнете ВМРО-ДПМНЕ за недостаток на патриотизам. Тоа е можеби само еден спин, да не се збори за внатрешните проблеми на СДСМ или на ДУИ, и сега ќе разговараме ние дека Африн Баши зборува на албански. Никош ВМРО-ДПМНЕ нема проблем со етничката структура на луѓето, туку со практицирање на нивните политики. Во однос на коалицијата Вреди и нивните ставови, го слушнавме господинот Таравари, повторно го праша во однос на уставните измени, тој вели дека остануваат на ставот дека една од главните причини поради кои учествуваат во владата Европскиот пат, дека ќе инсистираат на уставни измени, но не зборува само за ставање на бугарите во уставот, туку ги повторува и ставовите на Вреди за менување на начинот за избор на председател, да се избира во собранието, како и менување на формулацијата 20% за албански јазик. ВМРО-ДПМНЕ, од друга страна, ниту во изборната кампања, ниту сега не зборува премногу за тие уставни измени, не ги спомнува. Формално остануваат на ставот дека се против уставни измени, против ставање на бугарите во уставот под вакви услови, на ваков начин. Многу важен е вториот дел, под ваков начин, по бугарски диктат. Да, под бугарски диктат. Тоа е ставот. Гледаме дека Вреди има исто став дека треба да има уставни измени. Мислите ли дека уставните измени ќе бидат на агендата на новата влада, или тоа е нешто што ќе го користат партиите само како една флоскула, оправдување пред гласачите, а ќе паднат во втор план? Да. Видете, реномето на Вреди како политичка структура има платформа. И таа платформа нормално да биде испорачена во делот на преговорите и во однос на изборите, во пресред на изборите и пост изборите, но таму има и пораки дека треба да се завршат уставните измени, но само како модел за побрза евроинтеграција. И имат изјава од Таравари дека постојат модели покреативни во соработка со меѓународната заедница да се најде модус каде што нема да биде унитарно, односно еднострано прифаќањето на така наречен диктат или договор, и многу е важно да се анализира дали меѓународната заедница во фокусот и во светло на своите проблеми, Западниот Балкан ќе успее да најде сила да го интегрира. Ако ви имате сериозна меѓународна операција, каде што Западниот Балкан треба да биде интегриран во Европската Унија, а имате примери во однос на приемот на Косово во НАТО институциите, како придружна членка, иако Косово се уште нема официјален статус на призната меѓународна држава во Обединетите нации, или Украина како кандидат член во Европската Унија, а сме сведоци дека можел би да пијат кафе германскиот канцелар со унгарскиот премиер, тоа говори дека ако фокусот на меѓународната заедница биде за Западен Балкан примен во Европската Унија, ќе најдат креативно решение и ќе помогнат на владата во Бугарија и во Македонија да се заврши овој процес кој не станува збор според ВМРО-ДПМНЕ само дека бугарите треба да бидат член да бидат вметети во уставот, туку и пакетот каде што сериозно треба да се разгледува во визави проблемот со Преспанскиот договор кој се наметна во однос на користењето на уставното име дома, а не прифаќањето на меморандумите во Атина. Тоа говори дека вие кога го решавате проблемот треба да го решите во пакет, каде што ќе имате цврсти меѓународни гаранции. Не можете да барате само од едната страна да биде послушна во овој дел. Добро, но тука кога зборуваме за уставни измени, ворете ова што го зборувате за аспектот на Европската Унија, но што е со ВМРО-ДПМНЕ, дали мислите дека воопшто ќе влезе во тој процес? Бидејќи за да влезе во тој процес треба тие бараат измена на рамката или измена на
преговарачките позиции. Мислите ли дека ќе се оди во тој правец, ќе се обидат Ќе се проба со се. издействуваат нешто? Да, веројатно, видите, ќе има дипломатска онфазива, ќе проба да најдат начин, бидејќи се меѓународниот фактор ќе знае дека таа страна има силен политички победник на изборите, има силно мнозинство, има 2/3 и затоа е многу важно Европската унија дали има време да чека 4 години за да има некаква понатака промена или ќе треба да седне да преговара со ВМРО ДПМН. Во таа смисла многу важна меѓународната заедница, а креативни решенија постојат. На крајот од денот и во Србија преговарашката рамка е променета во однос на косовското прашање. Прашање на политичка култура, прашање на дипломатска онфазива и прашање е тоа дали конечно македонската опозиција и позиција би се обединиле во делот на некаква декларација и резолуција дека освен прашањето на вметнување на бугарите во уставот нема да има дополнителни барања на Бугарија во однос на историски прашања, историски наративи, затоа што вие имате константно барање од Бугарија дека ова не е крајот, туку е почетокот. Да. Во исто време имате пример во Атина, вика да, ние меѓународни нашите ратификации во собранието ќе ги користиме како инструмент да ве дисциплинираме и да ве блокираме. Такви меѓународни договори не се прават лабилни и можеби треба да се репреговарат, не се сменат, туку позициите, меѓународниот фактор, ако сака Македонија да биде експлицитно земјаченка на Европската унија, има моќ да преговара и со Бугарија и со Грција. Што е со влем, со вреди? Дали тие мислите дека ќе останат на ставовите дека уставот треба да се менува и за другиве две работи, не само за ставањето на Да, они испорачуваат бидејќи за волја на вистината Дој тоа не го бараше. Дој беше јасна дека сега промените на уставот треба да одат само во насока на ставање на бугарите. Дека не треба да има други барања. Да, не знам колку експлицитно барањето на вреди во однос на други промени во уставот и изборот на претседател на државата. Изборот на претседател на државата треба да одлучат граѓаните, можеби преку референдум, отколку одредени политички партии да се договорат и да го суспендираат демократското право, бидејќи суверенитетот на претседателот избира од граѓаните, а не од партиски договори. Веројатно политичката култура ни кажува дека се тоа веројатно задкулисни партиски преговарања, каде што пазарот ќе биде една од функциите и претседател од државата. Јас вас претседател на држава и мене министер за финансии. Тоа може да трае до неделјата и нема да биде функционално. Во ниеден случај претседателот на државата не треба да биде според овој изборен законник и според Донтоновиот модел и структурата на Македонија во однос на меѓуетнички и меѓукултурни синхронизирани политики, не сакам да кажам разлики, говори тоа дека претседателот треба да има суверенитет од сите заедници во Македонија и тоа треба да биде преку непосредно гласање, не како изборна во собранието. И не е тоа мајоризација, ниту може албанците да бидат загрозени бидејќи они имаат албански кандидат каде што има 50-60 илјади македонски гласови, мислам дека господинот Салмани беше. Многу важно како вие се обраќате на македонскиот кампус, каков профил на луѓе вие протажирате и дали тоа ќе биде само еуфорија на понижување дека се ставиле албанец за претседател. Зошто не беше наративот дека вие ставате еден експерт за претседател? Но што е важна етичката за Натала Џафери позицијата е лично прашање. Они имаат добри квалитети, зашто тие не беа на кој начин нотирани, туку вие сакате да покажете супериорност на својот коалиционен партнер и во однос на тоа дека играте со ВМРО ДПМН, ама сега ретирирате ние со албанскиот кампус имаме нели проблеми, ние сме суверени на албанскиот гласач монопол, а при тоа ги суспендиравте сите принципи во политиката и се повторно плачете за да ги имате. Не може, сте го потрошиле интегритетот за тоа. Да, за жал кај нас така делува политиката, често на етнички принцип, а не на не европски сега тоа. Ви имате во својот коалиционен наратив Европски фронт, а тоа е се е само европски не. Како мислите дека ќе делува новата влада, бидејќи досега знаеме како одеа тие политички пазарања, делења на функции? Сега вели дека ВМРО ДПМН ќе преговара врз база на принципи, ги одредија, отприлика ги зацртаа контурите на тоа. Мислите ли дека така ќе биде? Почетокот на некој начин го гледаме, се уште е рано, факт е тоа. Мислите ли дека во иднина ќе се преговара врз база на принципи, а не на политички
договори. Знаете зошто е важно се збори на принципи? Вие своите интереси да ги артикулирате и да ги спроведете, мора да имате принципи. Посебно во светло на тоа што може да видите како ќе нарушите тен принцип, во случајов на ДУИ со ВМРО ДПМН, или во случајот на СДСМ со ЗАЕФ отворено општество сите, каде што имаше голем дел на албански пратеници, каде што има спор понатака со ДУИ, дека кој е суверен на албанските гласачи, говори тоа дека вие треба да бидете многу предпазлив отколку пред 30 на години и колку се важни принципите. Бидејќи ако ние имаме меѓуетничко, мултиетничко општество, го имате вие поделено политичко општество, вие не ви останува ништо друго освен да функционирате на база на принципи. Официјални или неофицијални, принципите се понатака важни. Тие еден ден ќе ве стигнат. Дуи го стигна принципот кој го наруши победник со победник 2016 година. И се ниф им треба како сламка за спас. Кога ќе се ако си во опозиција 4 години, вие ќе доживеете што? Што ќе ми се случи? Тоа е добро за демократијата да бидете во опозиција. Вие не можете да се повикувате на принцип кој го имате нарушено. Не сте релевантен. Да. Што е со СДСМ? Малку зборувавме за нив, се очекува од нив барем да бидат сега опозиција или главна опозицијска партија, ќе видиме дали ќе биде тоа. Зависи од нив. Според бројот на пратеници се еднакви со ДУИ, со прегласувањето, и некој ДУИ ќе имаше еден пратеник повеќе, те имаат факт повеќе гласови од ДУИ, иако не па премногу повеќе. Како мислите дека ќе делува оваа партија, ќе успее ли да се консолидира? Што мислите, бидејќи гледаме дека веќе тамо се лицитира за кои може да бидат идни лидери на СДСМ, често се спомнуваат отприлика и имиња на постоечките функционери. Најмногу се зборува, да речеме, дека доста шанси има Венко Филипче да биде председател, но тука и некои други. Јован Деспотовски, например, има амбиции. Да. Стефан Богоев и така натаму. Но мислите ли дека ќе успее партијата да се консолидира? Па јас мислам дека треба да се консолидира, потребна е на Македонија СДСМ и на демократијата воопшто. Видете, бидејќи на овие избори доживеа еден тежок нокдаун. Тоа е, значи, тешко се враќа од ваков удар. Тоа е удар кој што поблиску сте до смртта до животот, но знаете што тоа зависи од самите нив. Ако во делот на персонификацијата на луѓето кој би бил, ја не би навлегувал, но они треба да сватат еднаш секогаш пораката, да престанат лидерите да бидат обременети од кој линк доаѓаат. Дали доаѓаат од линк од Бранко Црвенковски или Венко од Заев или можеби некој нов, нависна таму треба можеби победи некоја политичка стратегија, да престанат да го протажираат мокноста на еден профил од која база доаѓа или колку е долго во СДСМ, туку нивните менеджерски способности. Многу е тоа важно, многу е важно со кои наративи ќе они во собранието ќе функционираат. Има можност на конститутивната седница да го критикуваат ДУИ, дека треба да бидат во опозиција, дека е здраво да бидат во опозиција, бидејќи деле заедно власт. Така, тој Европски фронт на граѓаните не им е важно зошто не успеал, дали е тоа преголемите, да речем, политички апетити на ДУИ и СДСМ да не идат заедно во Европски фронт. Замислете вие ако успеавте да направат они Европски фронт, да ревари и вреди во тој дел, па да биде СДСМ и ДУИ, и дали се бројките може би биле многу поразлични. Може би СДСМ многу ќе добие ако се спротивстави на ДУИ и сега, и јавно јасно да каже дека премногу беа толерирани. Пропушти можности Ковачевски, бидејќи видите во ставката на Ковачевски, може би многу бледо се анализира вториот дел каде што каже дека јас сум сведок дека 2 години поважен е пиарот отколку суштината и дека он е во партија и во општество каде што има многу корупција. И вие како председател на влада 2 дена не смете да живеете со тие принципи, а не 2 години. И да јавно не ги кажете, да направите потек, да дадете оставка, да предизвикате превременни избори, да се представите на ДУИ. Ако тоа го направеше Димитар Ковачевски, можевме да разговараме дека може би он ќе биде не еден лидер, туку константна на лидерство да имаше подобро гласачко тело. Дури да бидете во опозиција, да се спротивставите на овие процеси, каде што вас длабоко ќе ве стават во опозиција.
И наративот што го користи СДСМ, како да не учи од грешките, со постот на едно од пратеничките за користењето на албанскиот јазик, заборавајќи дека од нивното време се донесе тој јазик со многу недоследности. Никој не е против користењето на албанскиот јазик. Проблемот беше што не беа дефинирани каде може и што е казниво за некористење и на албанскиот и на македонскиот јазик. СДСМ ќе има голем предизвик пред себе и нема време да има калкулации, бидејќи за една година има локални избори. Ако на локални избори го добие резултатот на минатите локални избори, СДСМ му се заказува десеткување, пасокализација и се зависи нели на крајот од денот од нив, колку они ќе бидат умешни, колку они ќе бидат на ниво на политичка култура и колку ќе можат да се ослободат од бремето на сите поранешни лидери. Да, тоа ќе биде интересно. Ќе го видиме тоа некаде за крајот на јуни најавија Конгрес. Го спомнавме Преспанскиот договор и она што знаеме што се случи особено после заклетвата на председателката Силјановска Давкова. Сега Грција вели дека и грчкиот премиер јасно го кажа тоа дека будно ќе го следат и почетокот на работата на новата влада, дека ќе следат дали, како што велат, се прекршува Преспанскиот договор и дека од него зависи европскиот пат. Мицотакис употреби на интересна метафора, вели, внимавајте, ако пресилно го влечете јажето, може да се скине тоа. Јасно укажувајќи дека Грција може повторно да не блокира, но ВМРО останува на става дека нема да користат именката Северна Македонија, нема да ја користат. Гледаме дека председателката Силјановска Давкова сега има еден таков интересен начин на делување, каде името на државата, кога треба тоа да биде формално, дали е ставено на хартија или мора да го спомне, едноставно не го спомнува. Били председателката на државата, на нашата држава и така натаму. Како ќе делува во таа насока новата влада? Имаме ли опасност, значи, Грција повторно да не блокира врз таа основа? Знаете што мене ме загрижува, што се даде аргумент на Мицотакис. Мицотакис, една од не овие избори минатите во Грција, победата ја артикулираше преку тоа прашање. Значи Сириза буквално беше десеткувана како наратив од партијата Нова демократија на Мицотакис на таа, да речеме, коцка, односно на таа точка, во делот на критиките на Сириза кон користењето на зборот и Македонија, Северна Македонија. Грција има многу подобра и многу поеластична и помокна дипломатија од Бугарија. Тука треба ние да направиме можеби друга стратегија, можеби треба да различно да гледаме на Грција, бидејќи да ве блокира Грција во Европската унија и Бугарија не е исто. Бидејќи видите, за волја на вистината, ние од потпишувањето на Преспанскиот договор веќе немавме никакви проблеми со Грција. Згоре на тоа, и кога беше бугарската блокада, дури и Грција беше една од земјите кои ја притискаше. Затоа викам, треба да бидеме внимателни, бидејќи ние имаме партнер, имаме лобист, имаме стратешко партнерство со Грција. Треба да бидеме внимателни, бидејќи Грција не е згоден играч во меѓународните околности и ако имате еден од тактичка предност на владата би било ако ви имате еден условно кажано противник Бугарија и ако имате два. Значи ќе е проблемот кај вас. Не е проблемот на друго место. Во ред, користењето на уставното име е начин на желба на индивидуално право, може да се креативно избегне или користи, но ќе има сигурно и институции и форуми каде што ќе бидете во друштво на грчкиот председател и на премиер, што веќе треба да го поширувате уставното име и уставот. Не влегувајќи како е тоа сменето, колку се нема меѓународно право. На ВМРО-ДПМ нема јасно дека меѓународното право не постои, има меѓународна сила. Ние не сме во состојба да практицираме сила. Ние немаме се уште завршено со уште еден сосед имаме отворени прашања. Може би понатака каде што стварно меѓународните правила би се вратиле во игра и се протажира таков свет после руско-украинскиот конфликт каде што меѓународните правила на вистина треба да се почитуваат, може би тогаш ќе можеме да имаме и друг став. Не викам да имаме податнички став, тоа беше премногу од СДСМ, но треба да имаме стратешки став. Во однос на користењето на уставното име и од Грција да не правиме непријател.
Да, бидејќи доколку тоа се случи И председателот на европската десница сугерира за користењето на основното име, американската администрација мора многу внимателно. Изборите завршија, треба да бидеме и реални. Да. Добро, господине Стефановски, ви благодарам за ова учество. Ке следиме, се разбира, што се случува на политичката сцена. Ке имаме време за повторни анализи. Ке видиме како ќе се развиваат работите. Ви благодарам на поканата и се гледаме во следна прилика. Со ова го завршуваме првиот дел. Милан Стефановски, политички аналитичар. Останете со нас, одиме со реклами и продолжуваме со Димче Велев од Сојузот на дијабетичари на Македонија.